Министре Филипче, слично како премиерот, може би за некој степен повешто и пократко за 6 минути од прилика, ги искористивте повторно за да кажете нешто, зборувавте, може би зборувавте за инсулинот, ама не зборувавте за ова што ве прашував, него зборувавте за инсулинот во времето кога вие бевте советник на министерот за здравство од редовите на ВМРО ДПМН и не знам дали ова да го квалификувам, дали ова може би некој предзнак дека може би сте вие наследник на Зоран Заев, на некои следни партиски или не знам какви избори. Па бидејќи нели зборуваме и за тоа за нашата партија, многу се интересира колегата Митрески и така натаму. Значи, министре Филипче, да ве потсетам на првата седница на пратенички прашања од овој мандат. Јас ве прашав докаде сте со разрешувањето на Гривчева Старделова, директорка на клиниката за гастроентерохепатологија, бидејќи истовремено истата и председателка на лекарската комора на Македонија, бидејќи нели врши две функции кои што имаат судирни интереси, што нели ви кажав е потврдено и од ДКСК. Тогаш ми рековте дека ова ќе го проверите. До ден денешен Старделова Гривчева ги извршува и двете функции. Јас не знам како не ви е срам, министре Филипче, да работите спротивно на закон и да ветувате, а да не реализирате. Еве конкретно на ова што ми го ветивте дека ќе проверите, а до ден денес нема абер ни од проверка, ни од промена на статусот на Гривчева. Понатаму, случајот на почетокот на пандемијата во Македонија беше исто така дело на ваша директорка на клиниката за кожни болести, кога цели 5 дена директорката си одела на работа, вратена од зимување во Италија, без да ги пријави симптомите, без да се тестира, со тоа 63 колеги, многу теми не ве молам. Не ве молам, стопирајте го времето, затоа што од оваа говорница многу јас прашања што поставува воопшто не се одговараше по моите прашања. Затоа дозволете ми сиван концепт ќе се надоврзам до крајот. Ве молам, оставете. Не може да ви го нарушам концептот. Не дай Боже, и не можете да ми го нарушите концептот. Не можете никако да ми го нарушите концептот. И слушайте ме, 10 секунди ќе ви дозволам да продолжите. Ама и не смеете да не ми дозволите да продолжам, тоа е најбитно. Немам ни намера. Така, ама и не ми смеете. Не, тоа Трајко го правеше, исто од него смееше, па го правеше. Бунци се Трајко и ВМРО ДПМН, ама за жал... За жал сте многу полош. Многу полош. Затоа се таму кај што се сега. Многу полош. Затоа се таму. Момент. Значи, тоа што вие сега го поставувате како хипотеза, воопшто не беше одговор на прашањето на... А зашто не ги добравте премиерот, министерот, кога говорија за нешто што аз воопшто не ги премиерот и министерот одговорија точно она... Добро, сега ќе разговараме вака, јас и ви одговорница, па народов нека следи колку сериозно се односувате по однос на пратенички прашања. Немам што друго да коментирам. Повелете, продолжите. Еве ќе немам што друго да коментирам. Значи да споменав случајот, нема потреба од вас, ништо не ми треба. Јас споменав, значи, директорката на клиниката за кожни болести, која што, освен што ја разрешивте од директорка, ништо не чувме ни за некакво дело, ни за некаква постапка. Значи, разрешена од директорка и толку од одговорноста, како ништо да не се случило. Или да го споменам вашето ветување, Филипче, од пред 40 на дена, кога ветивте дека никој нема да биде поштеден одговорност, а мислевте на случајот со оштедената родилка од Дебар, која што во Струга при породување изгуби 3 витални органи. И никој се уште после 43 дена не знаеме што вашата петчлена комисија дали воопшто нешто констатирала. Најстрашно е што никој според вас не смее да знае или да дознае за вашите богатења на сметка на здравието на граѓаните. Затоа ќе ви порачам на сите вас, посебно на господинот Филипче, бидете малку посериозни. Народ умира во државава и нема пари за леп, а вие ашикувате и јаздисувате. Ќе ви дојде крајот многу брзо.